69-годишен пациент е втората жртва од грип на инфективната клиника. Пациентот пред 5 дена бил донесен во тешка здравствена состојба со масивна бронхопневмонија и акутен респираторен дистрес синдром. Директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цан истакна дека лицето било веднаш поставено на механичка вентилација поради лошата состојба и не бил вакциниран против грип, иако бил во ризичната група на граѓани. Веднаш беше пристапено навремено од страна на медицинскиот тим во оделот за интензивна нега, но покрај сите превземени мерки пациентот за жал почина. Кај него симптомите биле 5 дена пред прием во болницата. Треба да се напомене тоа дека пациентот бил со доста коморбидитети, хронична обструктивна белодробна болест, кардиомиопатија и други болести. Цана соопшти дека во моментов на клиниката се хоспитализирани околу 30 повозрастни пациенти со грип, најчесто лица со сериозни респираторни компликации. Бројката се движи тука некаде меѓу 25 и 30 пациенти, од кои неколку од нив се со кислородна поддршка, само еден е на механичка вентилација, што може да се смета дека е потежок. Дневните прегледи се уште се движат во бројката 100-115 за 24 часа прегледи, од кои повеќемина нормално се амбулантски случај. Претходно минатата недела на Универзитетската клиника за инфективни болести во Скопје почина 75-годишна пациентка со грип. Здравствените власти во изминатиот период во повеќе наврати апелираа до граѓаните, особено ризичните групи, на време да се јават кај матичен лекар при појава на симптоми, да избегнуваат близок контакт со заболени и да ја разгледаат вакцинацијата како ефикасна превентивна мерка.